Нов бран политичка криза во Србија. По масовните антивладени протести и немири во Белград, полицијата утринава ги отстрани барикадите поставени на повеќе локации од страна на демонстрантите, кои бараат итни избори и ослободување на уапсените студенти и активисти. Šta se dešava, mislim da mi nećemo odustati, mi želimo da skinemo Vučića, da dođe bilo ko. Демонстрантите вчера поставија метални огради и контејнери, блокирајќи клучни улици и мостови во Белград, а слични протести беа организирани и во други градови низ Србија. Причина за незадоволството е серијата апсења по саботниот масовен протест, кој заврши со судири меѓу полицијата и дел од демонстрантите. Очекувам да ќе се исполни ултиматуми кои се дали студенти. Властите соопштија дека во немирите биле повредени 48 полицајци, а 22 демонстранти побарале медицинска помош. Вкупно 77 лица биле уапсени, од кои 38 остануваат во притвор под обвинение за напад врз полиција и обид за насилно уривање на власта. Претседателот на Србија Александар Вучич реагираше остро, нарекувајќи ги дел од организаторите терористи и најави нови апсења. Србија победила. I Srbiju ne možete da pobedite nasiljem, kao što su neki hteli. Srbija nije i Srbija nikada neće stati. Тој додаде дека идентификацијата на сите напаѓачи е во тек и најави целосна одговорност за оние кои според него сакале да ја нарушат државата. To moramo da pružimo ruku svim onima koji drugačije misle, sa njima da razgovaramo, da otvorimo dijalog. Nema pregovora sa teroristima i onima koji su hteli da ruše državu. Odgovornost sledi. U svakoj sferi i u svakom domenu društvenog života. Ali za one koji imaju drugačije političke ideje, za one koji nisu zadovoljni stepenom demokratije, za one koji misle da smo negde nešto loše uradili, za koje misle da loše radimo, sa njima smo uvek spremni da razgovaramo. Антивладините протести траат речиси 8 месеци, а главен повод беше трагедијата во Нови Сад во ноември, кога при уривање на реконструиран железнички објект загинаа 16 лица, од кои еден македонски државјанин. Несреќата за која дел од јавноста ја обвини корупцијата и негрижата на институциите. Иако демонстрантите бараат превремени избори, Вучич тоа го одбива, најавувајќи редовни избори дури во 2027 година. Критичарите го обвинуваат за авторитаризам, додека Србија барем формално останува на патот кон Европската унија, но паралелно ги јакне врските со Русија и Кина.